Ве прашувам, дали сте подготвени како мнозинство да се донесе закон кој го бараат граѓаните за конфискување на нелегално стекнатиот имот по примерот на Република Бугарија, а не со оние 3-4 члена во Кривичниот законник. Така ќе се наполни касата уште веднаш со најмалку 2 милиарди одлеани пари евра од Македонија и нема веќе ваков проблем да имаме за 1500 денари да се покачи платата минимална. Ке се покачи стандардот на сите граѓани воопшто, бидејќи овде зборуваме само за минималната плата, а забораваме дека 30% невработени го немаат ни тоа. Тоа ми е првото прашање. Дали ќе поддржите таков закон за итна конфискација на сите кои што нелегално го стекнале имотот и враќање на парите во државната каса? Втора работа што сакам да ве прашам. Дали не мислите дека на 180.000 администрација не ги изеде шансите за просперитет на Македонија, за побогат живот на сите граѓани и е во функција исклучиво на изборите? На Македонија е потребна мала, ефикасна, професионална администрација, а не администрација како трета пресудна партија во Република Македонија. И многу се разочарав кога колегата Поцков рече овде: жими мајка и ние нема никого да бркаме од администрација. Во тоа, што е тогаш разликата? Зошто ја би го дала гласот на некој што нема да ја редуцира администрацијата во Република Македонија, кој што ние како камен околу нозете? Јас не можам да поддржам луѓе што седат дома и зимаат плати чувме од бомбите. Се штекаат секој ден и си седат дома со плата. Тоа е вашата идеја за модерна држава. Ке ми ја чувате 180.000, што? После ќе биде ваша машинерија, повесрамно да го кажете. И верувам дека тоа не е програмска определба на вашата партија. Инаку сите надежи по тона, уште веднаш кога тоа го изговорите. Почитувани граѓани, колеги пратеници, и на крајот, со оглед на тоа што висината на минималната плата во моментот не е соодветна за условите во кои што живеат работниците и во нерамноправна и дискриминирачка положба става повеќе од над 50.000 граѓани, Социјалдемократскиот сојуз и Сдружената опозиција предлага зголемување на минималната плата на висина од 11.000 денари и тоа да важи подеднакво за сите, вклучително и за оние вработени во текстилната и кожарската индустрија. Со измените што ги предлагаме, ќе се придонесе за поголема еднаквост на приходите и ќе бидат остварени целите на минималната плата што се предвидени со Меѓународната организација на трудот, а тоа е да се спречи експлоатација на работниците од страна на работодавачите, да се промовира фер структура на плати, да се обезбеди минимум прифатлив стандард и на крајот да се ублажи големата сиромаштија во нашата република. И што е многу важно, предлагаме усогласување на висината на минималната плата според трошоците на живот, а при тоа оваа плата во бруто износ да не смее да биде пониска од 45% од просечната исплатена бруто плата во Република Македонија од претходната година. Со вака предложен закон ќе им се помогне на една категорија најзагрозени граѓани кои што не можат да си обезбедат ни минимум екзистенција. Колеги пратеници, како народни избраници, сме должни да ги штитиме интересите на нашите граѓани. Во тоа име ве повикувам да дадете зелено светло за овие измени. Бидејќи исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека општата расправа по предлогот на законот е завршена. Врз основа на извештаите на Комисијата за труд и социјална политика како матично работно тело и Законодавно-правната комисија и расправата на седницата на Собранието му предлагам да го усвои следниот заклучок. Под 1.
Предлогот на законот за изменување на законот за минимална плата во Република Македонија, поднесен од група пратеници, не е прифатлив и не може да се даде на натамошно, односно на второ читање. По 2, овој заклучок заедно со извештаите на Комисијата за труд и социјална политика и Законодавно-правната комисија, како и стенографските белешки од седницата на собранието се достави до предлагачите на законот. Предложениот заклучок го ставам на гласање, ве повикувам да гласам. Вкупно гласа, ве молам, вкупно гласа 75, од нив за предложениот заклучок гласа 52, воздржани нема, 23 против. Констатирам дека собранието го усвои предложениот заклучок.